На пат за Витлеем. А на сите што го прифатија, на оние што поверуваа во него, им даде право да станат Божји чеда. Божитниот пост не води на реална средба со живиот Бог. Христовото раѓање и денес се случува во срцата и душите на луѓето. Бог не се задоволува со тоа што ќе си спомнеме за него на празникот. Тој сака да биде примен од нас. А Божитната света литургија е токму тоа. Таа е центарот на Божитното славење. Црквата станува Витлеем, ние влегуваме во него. Оделувањето на Божик од литургијата значи оделување на празникот од Христа. Современиот човек лесно прифаќа Божик без Исус, без средба со него. Оправдувањата може да бидат многобројни. Разни обврски, семејство, планови, пагански обичаи. Сето тоа навидум не изгледа разумно оправдување за да не присуствуваме на света литургија. Но, нито едно оправдување не може да ја поништи вистината, дека преку причеста Исус сака да се роди во нас, сака да биде примен од нас. Се друго е заобиколување на Витлеемската пештера. Може да поминеме покрај неја, но да не влеземе и да не го поздравиме Богомладенецот. И така, лесно Исус може да биде украден од нашата недоследност. А дали вие одите на роден ден, но славеникот да го нема или да не го поздравите? Предизвик. Да се запрашаме. Кога последен пат бев на света литургија? Сега е вистинското време за средба со Христос, за нов почеток. Доаѓа моментот за одлука дали ќе славиме Божик со Исус во центарот или ќе славиме некои обичаи и традиции, но не и Божик. Подготви се со пост, молитва и покаяние и појди на Божик на света литургија за да го примиш оној кој се роди за тебе. Дозволи Христос да се роди во твојот живот. И запамети, нема Божик без Исус. На пат за Витлеем.